И добро вечер, почитувани гледачи, се извинуваме поради доцнењето и малите технички проблеми, но тоа е емисија во живо и во живо се случува се. Добро дојдовте во уште едно издание на наше Скопје, заедно со градоначалничката на градот Скопје Даниела Арсовска, на уште еден отчет на сработеното за минатата недела. Градоначалничке, добро вечер. Добро вечер и на вас и повторно да ви се заблагодарам за поканата и за можноста да зборуваме за темите кои што се важни за Скопје и скопјани. Ќе почнеме од минато неделната пресконференција. Имавте пресконференција на која што најавивте низа на проекти за вонредниот период, но и направивте така пред пошироката јавност, да речам, еден мал осврт на тоа што е сработено до сега, но и дозволивте практично неограничен број на прашања. Одговаравте 40 на минути на прашања. Каква ќе биде динамиката во наредниот период? Ај прво да почнеме со оние сработени проекти до сега, што ги кажавте на пресконференција. Добро, кога прашувате за динамиката, имавме малку и подолг еден осврт да образложиме не само на новинарите, туку и на пошироката јавност, односно на скопјани, што е на кој што се случуваше во изминатиот период, меѓутоа сметам дека можеби клучно нешто, но на кое што се случуваше во овие изминати 7 месеци е дека мораше да им појасниме на граѓаните дека влеговме во град без проекти. Практично има само неколку проекти кои што се отпочнати од претходниот мандат, кои што ги најдовме во навистина независна состојба, односно секој од нив има навистина голем број на предизвици со кои што се обидовме во овој изминат период да се справиме и покрај тоа што нели гледате и самите дека се справуваме и не само со оваа енергетска економска криза, односно на кој што можеме да го видиме во делот на инфлацијата која што значајно влија на стандардот на граѓаните. Меѓутоа и решававме предизвици со кои што сме соочени, кои што ја надополнуваат онаа ситуација која што ја елабориравме претходно, а тоа е дека не само градот што е презадолжен, што има премногу долгови, исто така воедно е заглавен во проекти кои што се повеќе годишни проекти, меѓутоа кои што не биле соодветно планирани, како финансиски, така и од аспект на тоа да се реши сето она со кое што самиот град се соочува сега во овој момент, а тоа е со решавање на имотно-правни спорови, кои што би требало да бидат разрешени, односно завршени пред да се отпочне практично со ваквите поголеми инфраструктурни проекти. Од сега само бевте мета на напад дека мостот, како се викаше, на Асном, не сте го довршиле. Вака, бидејќи верувам дека ги гледаат емисиите во Центарот за комуникација на СДСМ и се уште не им е јасно што е проблемот со мостот, може ли да повторите што е проблемот со мостот? Проблем никаков со мостот нема. Значи мостот како и самите што знаете, како самиот мост практично е во финиш фаза, на која што беше предвидено во таа фаза, значи се завршува. Она што е проблем таму е практично поврзувањето на самиот мост со булеварот Асном, односно на поврзување од аеродром кон Газибаба, кое што е проблематично од повеќе аспекти, а најмногу од тоа што за едниот дел воопшто не е тендерирано, односно не е отпочната постапката да би можело да има било каква изградба, а пред се затоа што имотно-правните прашања тука не се разрешени во голем дел. Тоа мислам во повеќе наврати го имаме појаснето за граѓаните, за да знаат што е проблемот и не е дека градот Скопје сега во овој момент не знае, не може или не е способен да ги разреши работите кои што таму се случуваат. Фактичката состојба е дека некој отпочнал со градење на мост во состојба кога има 275 експроприации кои што требало да се завршат што на земјиште, што на објекти. Во 3,5 годишен период, колку што предходно, пред да се упочна со проектот, предходното раководство работело на оваа тематика, успеале да разрешат 31 од овие експроприации, 31 предмет практично. Ние за нешто повеќе од 3,5, односно скоро 4 месеци успеавме над 80 експроприации да решиме, сега се веќе над 85 и верувам дека со оваа динамика како што се движиме, можеби пред она кое што е планирано ќе успее да се заврши, меѓутоа секогаш треба да се има во предвид дека некој не планирал соодветно кога отпочнал, односно таму постојат спорови кои што се меѓу граѓани. Значи не се работи за постапки директно на експроприација која што треба градот да ги заврши. Да, брат со брат, внук со чичко. Имаат имотно-правни односи меѓу себе кои што се проблематични, луѓето се предмет на се спорат меѓусебно и тоа е постапка која што додека не заврши, не може да се пристапи кон следните чекори, а кон тоа е да се реализира финално
овој проект. И затоа сметам дека навистина е неодговорно да се отпочнуваат проекти без да биде претходно разрешено се што е во врска со овие проекти врзано со имотно-правните односи. Така се оставени голем број на проекти, значи да не ги набројувам сите Борис Трајковски булеварот, ова кој што ви го кажав сега, мостот Аснум кој што продолжува да се приспои практично со самиот булевар. Во делот на Љубљанска исто така, оној мост кој што е инвестиција на владата заедно со ТАВ кој што треба да се приспои на булеварот од Сити Мол да заврши на делницата, односно на сообраќајницата во Момент поток. Голем број на вакви проекти ги има, сега да не ги набројувам сите до еден, верувам дека сите сте свесни кои се сите овие проекти. Еден е оној кој што е практично во кај Бриколаж, улицата која што сите граѓани секојдневно критикуваат и нормално се нервираат затоа што таму има не само сообраќајен хаос, тука и самите возила си ги испокршија затоа што некој отпочнал и не ги терал постапките, не ги водел одговорно и не ги водел совесно. И сега се соочуваме со такви проблеми кои што не би ги имале доколку сите овие работи некој би ги разрешил пред да отпочне со проектот. Ете тоа е оно со кое што градот се соочи во изминатите месеци и проблеми кои што упорно ги решава и континуирано ќе продолжи да ги решава. А од друга страна пак наидовме на град без проекти, што е навистина, како да кажам, за чудење, затоа што и самите овие проекти, јас кажав претходно да раководство реализирано некои 5% од собствената програма. Овие проекти воопшто не биле во нивната програма, како што е булеварот Аснум или Клучката, кој што ќе се работи во оној дел на Скупи. А од друга страна пак овие некои работи кои што требало да ги направат, да ги проектираат, не ги направиле, не ги проектирале и затоа сме во состојба каде што наидовме на град без проекти. Пред да продолжиме со наредните проекти, сакам да ги потсетам гледачите дека имаат можност да поставуваат прашања. Во текот на целата емисија ве повикувам да ги поставите вашите прашања за на крајот на емисијата да ги одговориме. Го споменавте булеварот Борис Трајковски, таму има проект практично за спојување на кисела вода со Драчево, ако не се лажам. Да. Но проблемот е тоа што претходното раководство го има заглавено во овие експроприации, ако не се лажам. Таму проблемите се бројни, значи предизвиците се бројни и не само тоа што се заглавени со експроприации, туку има и голем дел од граѓаните кои што таму негодуваат за решението кое што било изготвено. Практично тоа е еден од, можам да кажам, лошите примери каде што граѓаните не биле соодветно консултирани за проектното решение пред истото да се случи. И затоа сега сме соочени со ситуација каде што имате една голема група на незадоволни граѓани за кои што ние проблемот треба да го решаваме, односно јас не знам и на кој начин се планирало да се проектира тука булевар со проширување, односно такво решение со кое што е предвидено да им се одзема на луѓето од дворните места и практично тие од самата врата кога ќе излезат од дома да излегуваат на булевар. Мислам, прво не е тоа во делот на хуманото живење, никој не заслужува практично да биде соочен со вакво нешто. И наоѓаме во овој момент соодветно решение со градоначалникот на кисела вода, значи работиме на терен да може да се надминат што е можно побрзо овие предизвици со кои што таму сме соочени, за да може што е можно поскоро да се реализира во интерес на граѓаните. Но ќе се реализира булеварот, ќе се реализира булеварско решение од кисела вода до Драчево. Апсолутно. Не само што ќе се реализира, туку мора да се реализира. Наша главна заложба е сето она кое што е од интерес на граѓаните, а е отпочнато дека мора да се заврши и тоа мора да се заврши токму онака како што треба и како што граѓаните избараат и заслужуваат. Започнува да се реконструкција на повеќе од 20 улици во општина Ѓорче Петров. Кога почнува тој проект? Тој проект утре ќе го најавиме, значи тоа е веќе утре го започнува да, се започнува таму директно, значи со работа на самиот проект. Се работи на вистина за едно, мислам, значајно решение за граѓаните кои што живеат во овие населени места во Ѓорче Петров. Над 20 на улици се во прашање и тоа улици кои што досега немале никогаш асфалт. Сметам дека ова е нешто кое што многу одамна требало да се направи од аспект на тоа дека треба сите граѓани кои што живеат во Скопје да се почувствуваат дека живеат во 21 век, односно дека живеат во метропола. Не смееме да си дозволиме во 21 век граѓаните да немаат вода, да немаат фекална атмосферска канализација, да немаат асфалтирани улици и работиме полека на овие проекти, меѓутоа тешко е навистина затоа што многу од овие заборавени места како што ги нарекувавме до сега практично не биле воопшто нити планирани за да се помогне и да се работи. Голем проект е дефинитивно, тоа се 20 улици само во над 20 улици во една општина, ако сега јас ќе ги прочитам. Тоа се во Волково улица 83, улица 110 крак, улица 73, улица 3, улица 74, улица 78, улица 80,
улица 87, крак 1, 2, 3 лево, улица 87, крак 4 десно, во Кисела Јаболка улици 4, 6, краците на улица 46 и 46А и улицата 68, улица 10, улица 34, улица Антон Кецкаров во населба Даме Груев, во село Ново село, крак лево кај училиштето, краците на улиците 4 и 2, улица 52, десен крак во населба Стопански двор, започнува изградба на мега парк во Ѓорче Петров, долго најавуван проект и таму имаше пред една или две емисии имаше едно прашање во врска со тоа како ќе се поврзува тој парк. Дали ќе има алтернативна рута, дали ќе има алтернативна улица за да се стигне до таму? Да, сето тоа е веќе испланирано. Овој проект го работат заедно Сдружено јавните предпријатија улици, патишта и паркови зеленило и верувам дека градот Скопје заедно со јавните предпријатија ќе успее во следниот период да го постигне она кое што е предизборно ветување, а сега веќе ветување за реализација во програмата практично за модерно Скопје, тоа да имаме едно навистина убаво место каде што ќе можат сите скопјани, односно еден од оние најавени 5 мегапаркови, да го минуваат слободното време и да имаат една, мислам, долгогодишна дива депонија, која што беше таму на тој потек и таа беше од прилика, мислам дека нешто над 13.000 метри квадратни, тоа беше навистина огромна дива депонија која што за прв пат сега е исчистена, да се санира, односно да се претвори, да прирасне во една навистина фантастично место каде што ќе можат скопјани да уживаат во еден голем мегапарк кој што се протега на околу 30.000 метри квадратни. Морам да го прочитам коментарот пред да преминеме на прашањето, ќе преминеме на крај на емисија, но сега морам да го прочитам коментарот. Неколку пати пуштен овој коментар. Вели, имате огромна поддршка и од албанските гласачи, те сакаме највише. Тоа е коментар кој што е неколку пати. Многу и јас верувам дека довербата која што сите скопјани ја дадовте на овие избори, дека ќе биде оправдана. Секако од граѓаните се бара и малку трпение да имаат затоа што почнува градежната офанзива. Имавме град кој што беше без проекти, сега проектите во овие изминати месеци ги изготвивме, отпочнавме со реализација согласно програмата на сите она кое што се ветува, дури и работи кои што не беа во програмата отпочнуваме да ги правиме. Имаме неколку проекти кои што се големи и значајни за општина Сарај, кои што морам да ги напоменам дека отпочнуваат со реализација на моја големо задоволство, меѓутоа исто така и дел од оние многу горливи теми кои што се за граѓаните особено важни, кои што досега повеќе децени не биле решавани. Морам да кажам делот со водоснабдувањето во Кучевишка бара и со атмосферската фекалната канализација која што таму имаат граѓаните, кои што истакнуваат повеќе години дека е проблематична, со заеднички со здружени сили практично на градоначалниците на општината Бутел, градоначалникот на општината Чуча Сандево, ќе се работи на тоа да се реши овој повеќе децениски проблем и градот Скопје, можам да кажам со јавното предпријатие Водовод дека активно отпочна со она кое што го имаме, а што е неопходно, а тоа е со самиот проект да може да се реализира и сметам дека граѓаните навистина ќе бидат задоволни таму затоа што она кое што многу пати го имаа напоменато е дека досега биле постојано подветувања и ветувањата биле со децени, меѓутоа никогаш никој не се зафатил да го решава овој нивен проблем затоа што немале рачун како што сакале да кажат порано политичарите. И сега сум среќна сум што можам да кажам дека конечно имаме луѓе без рачуна ма ќе се работи. Да, добро имаме луѓе кои што не се политичари, меѓутоа кои што сакаат да направат нешто во интерес на сите граѓани и ќе го направиме тоа. Исто така ќе работиме и на решавање на водоснабдувањето на Буковик, на Арнаќа, на 7 населени места во општината Сарај, заедно со градоначалникот на општина Сарај и ова се дел од работите кои што сметам дека навистина е важно да се превземат активности и во најкраток можен рок да се испланираат проектите и да се отпочнат со работа. Најавивте и проект за Усијански канал. Да, проект за Усијански канал, значи Усијанскиот канал е практично во едно од следните фази кои што доаѓаат во делот на градежната офанзива која што ќе се одвива во градот Скопје. Ова исто така повеќе децениско барање на граѓаните, нешто кое што досега не било реализирано, меѓутоа кое што верувам дека во нивен интерес, а во две фази, значи затоа што се протега на доста голема површина, односно должина има Усијанскиот канал, отпочнуваме со едната фаза значи ја завршуваме
ја отпочнуваме годинава, сега ќе се заврши некаде при почетокот на следната година и понатаму отпочнуваме исто така и со втората фаза. Имаме значителни проекти кои што навистина се барање на граѓаните кои што повеќе години сметаат дека е нешто кое што им е најгорлив проблем и треба да се реши, значи при тоа реконструкции на градските улици како што се Метрополите од Осего Логанов, тој го започнуваме некаде од следната недела со работа, односно со реконструкција. Понатаму како што најавивме улицата Бутелска ја отпочнуваме со долго најувуваната наназад со години Перо Наков исто така реконструкцијата. Усијанскиот канал го напоминавме. Имаме ново техничко решение за универзалната сала, која што знаете ќе разговараме, доста проблематичен како проект. Сакам да разговараме околу 6 нови игралишта во општина Сарај. Да, покрај другите проекти кои што се планирани во општина Сарај, имаме 6 нови игралишта, особено значајни за сите луѓе кои што го сакале или го посетувале спортско-рекреативниот центар Сарај. Таму, како што знаете, имаме еден навистина прекрасен парк кој што Тоа е болка на многу скопјани што се растори, што состои така. Јас сум на пример многу пати сум кажал дека сум од Ѓорчи, се гордеам на тоа што сум од Ѓорче Петров, од таа општина, од тоа населба. Таму ние на тоа игралиште во Сарај, значи нема Ѓорче Петровец кој што не поминал дел од младоста таму, дел од детството таму. Мислам дека тоа е голема болка и за Ѓорче Петровци, но генерално и за скопјани сите одеа таму. Добро, верувам дека како за сите останати работи кои што можеби во младоста голем број на генерации успеале да го минуваат своето и слободно време таму и да имаат содржини во градот Скопје, сега би требало да отпочнеме со реализација на сето на кое што навистина е капитална Скопјани го бараат, покрај Луна паркот кој што е нешто кое што исто така беше големо барање на Скопјани и спортско-рекреативниот центар Сарај. Таму не зборуваме конкретно сега за делот на центар, зборуваме за големиот парк кој што го има во Сарај и таму има 6 игралишта кои што ќе бидат целосно реконструирани, како фудбалски игралишта, игралишта за одбојка, за тенис, ќе има навистина содржини, ќе има скупени каде да го минуваат своето слободно време во следниот период, особено за граѓаните кои што гравитираат во тој дел на градот. И покрај тоа ќе пристапиме покрај овие што се 6 игралишта во спортско-рекреативниот центар Сарај, односно кои што се во делот на паркот во Сарај. Имаме исто така и 2 училишни игралишта кои што ќе бидат реконструирани во средните училишта под градот Скопје. Морам да прочитам уште 2 коментари кои што не се прашања, се коментари. Едниот коментар на крај сега ќе прочитаме прашањата. Едниот коментар е вели голема поддршка голема од диаспората, браво за нашата иновативна градоначалничка. А вториот коментар е благодарам многу и поздрав до диаспората од нас. Вториот коментар е денес што збори за Македонија не само за Скопје, сите те сакаме, не само скопјани. Благодарам многу и јас сите македонци и цела Македонија. Јас сакам без оглед на нивната припадност, на нивниот етникум и на се останато, сметам дека сите сме луѓе и дека треба да се сакаме, да се почитуваме, да се поддржуваме и верувам дека само тоа е начинот како ќе постигнеме навистина големи успеси за цела Македонија. Да преминеме да се вратиме назад на Скопје, на оно што ни е тема. Најавивте и решение за онаа улица кај Јаја Паша. Сега не знам како се улица, Цветан Димов. Цветан Димов, се вика булеварата. Значи, тоа таму е направено во моментот, претходниот градоначалник го направи тоа, демек да не поминувале луѓето, да не претрчувале преку улицата, не знам што. Буквално го подели тој дел на градот како во ние најлоши филмови на го гетоизираше тој дел, го подели на 2 дела на со таа улица и многу невкусно изгледа тоа, многу дискриминирачки изгледа тоа таму. Каков е планот на градот Скопје за таа улица? Ќе ми извините што нема да откривам повеќе, меѓутоа ќе го оставам тоа. Добро, дали ќе се трнат бетонските блокови? Ќе има соодветно решение за Цветан Димов, а тоа секако нема да опфаќа такви бетонски блокови, односно тоа беше можеби едно од барањата не само на луѓето кои што живеат во Чаир, не само на Чаирчани. Не живеам ни ја во Чаир, ама возам натака, многу лошо изгледа. Сите луѓе кои што транзитираат практично низ тој дел од градот, едно што има навистина голема гужва и
сообраќајни. Не, изгледаме како почетоците на 20-тиот век, кога се делеше улица на два, мислам многу невкусно, многу непријатно. И визуелно се слагам со вас дека не изгледа пријатно, меѓутоа и барање на граѓаните да се разреши тој проблем. Таму исто така деценijски проблем и имаме решение за проблемот, меѓутоа би сакала заедно со градоначалникот на општина Чаир да го најавиме, затоа што работиме заедно во изминатиот период на едно конкретно решение и сметам дека граѓаните ќе бидат задоволни од оно кое што ќе го презентираме, затоа што директно го решаваме оно за кое што се зборуваше многу години наназад, еве сега конкретно доаѓа при решение, односно при можност да се реализира проект кој што ќе биде значаен за Скопје. Градот Скопје набавува 350 нови униформи за скопските пожарникари. Јас знам дека скопските пожарникари имаат добиено нови униформи пред 15 на години, вие набавувате нови 350 униформи. Да сум искрена, навистина го знаете мојот став за противпожарната бригада во градот Скопје. Сметам дека сите луѓе кои што работат во противпожарната бригада заслужуваат наша најголема почит. И во овие неколку изминати месеци се обидовме да им покажеме дека навистина ги цениме, сакаме да им докажеме и да им покажеме дека нивните заложби високо се вреднувани, не само во градот Скопје, туку е страна на сите скопјани. Луѓето се оставени да работат во лоши услови, не е она кое што треба да биде гледка со која што се соочуваат секој ден, нешто кое што треба да се соочуваат секој ден. И покрај тоа што се обидуваме да ги доекипираме со човечките капацитети, но гледам и опрема имате во проектот и опрема, имате нови противпожарни црева, млазници, основна опрема за работа. Тоа што го немале. Сето она кое што досега не било направено, сметам дека треба да се направи. Стварно се оставени во очајна, во девастирана состојба, не само од аспект на противпожарна опрема, не само од аспект на лична заштитна опрема, туку и генерално, значи, условите во противпожарната бригада не беа на задоволително ниво. Ние отпочнавме со воведување, да не се повторувам многу пати, меѓутоа и не е лошо да се знае дека за прв пат се воведени во колективниот договор да имаат подеднакви права. Предходно беа нивните права регулирани со некаков правилник кој што не беше навистина нешто кое што го заслужуваат. Тие се луѓе кои што заслужуваат многу, кои што треба да се тука за секој еден од нас да спие мирно, да знае дека безбедноста и сигурноста му се загарантирани во градот, барем што се однесува до било какви непогоди да со кои што се соочуваат граѓаните. И јас верувам дека мора да им покажеме дека треба барем од аспект на техничката и било каква друга опременост која што треба да се задоволи според стандардите, да биде како што треба, дека заслужуваат градот Скопје да го направи тоа за нив. Го читам следното прашање, се подготуваме за емисија, ако ми доаѓа морам да се насмеам, комична е ситуацијата, иако не би требало да биде комично, комично беше представена. Директорот на Центарот за управување со кризи, Стојанчо Ангелов, со една голема драматургија го представи проблемот со дупката на мостот на Маркова река во Драчо. Тоа беше многу драматуршки вака, со една голема сериозност. Да, таа дупка е ризик по безбедноста во сообраќајот и сето, ама мислам да беше потреба толкава драма, но веќе кога се направи толкава драма, прашањето ми е што превзема градот Скопје за санација евентуално на оваа дупка. Добро, знаете како Центарот за управување со кризи, верувам дека треба да води сметка за се што е потенцијална опасност по безбедноста на граѓаните, меѓутоа ова е проблем за кој што требало да се отпочне со работа на санација уште 2018 година, кога било алармирано за истото. Ние отпочнавме со самата постапка за да може да се превземат сите активности кои што се неопходни за да може да се изврши таму соодветна реконструкција, меѓутоа навистина можам да кажам дека 4 години се имало за да се санира ова кое што таму се случува и сметам дека е неодговорно што се оставило толку многу време да се ма сепак вие имате поставено веќе кој што соопштението на ЈП патишта дека имате. Да, тоа е временно решение затоа што како што кажав и досега за секоја една работа која што сакате да ја превземете има соодветна процедура која што за жал законски не можете да ја прескокнете доколку сакате да реализирате било каков проект, па макар тоа било и интервентно санирање на
на мост кој што е сериозна работа, која што бара навистина експертиза соодветна за таа работа и тимовите работат веќе некое време на оваа проблематика, меѓутоа навистина сметам од 2018 година до сега дека требало веќе да сериозно, од кога им било детектирано, односно било кажано дека таму постои навистина сериозен проблем, требало да се превземат активности до сега да се има решение за овој проблем. 4 години се имало да се реши овој проблем. Не знам зашто се оставило до сега да биде така и мислам решение има за се што е нормално, меѓутоа од тоа невнимание или не знам како негрижа, да го кажам поинаку, се доведуваме сега во ваква состојба да не знае човек каде попрво да погледне, каде посериозен и поголем проблем се јавува од аспект на тоа кој што се случува во делот на инфраструктура. Да, денес имавме паднат кров во градинката Мајски цветови, кров кој што го реновираше Стефан Богоев во општина Карпош. Среќа што паднал во време на викенд, па немало таму дечиња кои што можеле да настрадаат од тој кров. И ако малку направиме мала дигресија, тоа би било кривично дело предизвикување на општа опасност, што е кривично дело кое што сериозно се гони и мислам дека обвинителството треба малку да подразмисли дали ќе остане немо на оваа ситуација или ќе покрене соодветна постапка против претходниот градоначелник Богоев. Не заради друго, но за да се изврши една истрага и да се провери каде се истата фирма која што го ја правела Мајски цветови, правела и други градинки, за да се спречи, не дај Боже, друга ситуација, друга ваква ситуација. Но тоа е мала дигресија, не ни е тема на разговор општина Карпош. Кога сме веќе кај обвинителството и кај органите на прогонот, каква е вашата соработка со МВР, со полицијата? Гледаме секојдневно, имаме слики, може и режија да ги пушти сликите од растурена урбана опрема, од растурени ормарчиња за струја, што предизвикува уште дополнителна нарушување на безбедноста. Каква имате комуникација со МВР? Знаете како во изминатите неколку месеци сведоци сме навистина на екстремни случаи на вандалско однесување. Јас не се сеќам, не паметам дека во изминатите години некогаш имало вакви состојби, доколку се работи за намерни саботажи, доста сметам дека релевантни и информации, меѓутоа и од она кое што се случуваше, кој што успеавме да го видиме низ градот, верувам дека докази има доста, значи дека е предмет на саботажа, што е сериозно загрижувачки. Отпочна со некои помали да го гледавме сите тоа срамно видео со граѓани истураат ѓубре, фрлаа, растураат, кршеа. Истурање на кези со ѓубре по кеот и по други делови на градот за да се предизвика мнение дека не знам градот не е чист. Имаше состојби на кршење на клупи, тоа на голем број, не само низ градскиот парк, туку низ целиот град Скопје. Палење на контейнери, превртување на цели контейнери низ населените места, низ булеварите, до ова кое што се случува во изминатите неколку месеци, а тоа е нешто кое што е посериозно и кое што МВР сметам дека по овие пријави кои што ги имаме повеќе пати, во повеќе наврати покренувано до Министерството за внатрешни работи и до полициските испостави, дека треба да се позанимава сериозно со овие случаи, затоа што се работи за инциденти кои што прашање на време е кога ќе предизвикаат посериозни последици во делот на безбедноста и на сигурноста на граѓаните. Се работи за, ете имавме пред некое време кога се празнуваше денот на Европа во градскиот парк, беа практично вандализирани ормарчињата за струја. Сега за овој викенд повторно се случи истото, значи имаме на 2 места вандализирање кое што е соодветно пријавено во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа сметам дека треба веќе да почне да се постапува од аспект на тоа да се работи на тоа безбедноста и сигурноста на граѓаните да биде не на прво место, затоа што верувам дека е на прво место за Министерството за внатрешни работи, туку едноставно да се интензивираат активностите што се однесува до овие места каде што веќе еднаш два пати е детектирано дека се повторуваат овие вандалски чинови. А тоа е конкретно градскиот парк е место каде што повеќе кратно се прави ова и тоа се прави со намера. Очигледно е тоа дека
не постои не знам кој граѓанин тоа би го правил од чиста мира, би земал, би оштрафувал, би отворал умарчиња, би За фрлал струја. вратите, да, што е нешто кое што навистина. Па добро, еве Оливер Спасовски има можност да се покаже како джентлмен, не знам. Па верувам дека министерството ќе си постапи во рамките на своите ингеренции, верувам Не, да не и самите тера, сам да граѓани кажам, дека да не знаат- тера инајат во смисла на партиски инајат. Не, знаете како, не верувам дека постои совестен човек во Македонија на кого што би сакал да спроведува вакви политички игри на грбот на сигурноста на граѓаните. Значи верувам дека секој кој е самосвесен би постапил во насока на тоа овие вандалски чинови да се обидат да ги превенираат и токму тоа кое што исто така сметам дека ќе следи. Треба зголемена активност и едновремено имаше и еден предлог законско решение кој што верувам дека треба да се преточи во законско решение за кој што го има веќе не само низ регионот, туку го има и во Европа. Еве позитивен пример е една Србија, меѓутоа исто така добро функционира во Турција за комунална, односно општинска полиција, која што е на ниво на локална самоуправа над одреден број на граѓани во која што живеат. И сметам дека да, особено поголемите градови низ Македонија, дека треба да имаат една ваква институција која што ќе биде комунална полиција практично најблиску тука имаме во Србија. Во Србија, да. Кој да бил во Врање, Ниш, не мора подалеку, може да видат комунална полиција. И кога смека комуналната полиција и кога смека и вандализирањето на урбаната опрема, на загадувањето на градот, фрлањето шут отпад, направивме една анкета со граѓани и предлагам сега да ја видиме пред да го продолжиме разговорот. Дали полицијата треба да се позанимава со спречување на вандализам? Мислам на уништување на јавен имот, на она што е платено од парите на граѓаните, а се уништува. Еве како клупата на која што седи. Зашто полицијата тоа да го вандализмот треба да го спречи. Да. Во секој случај, меѓутоа граѓаните треба да имаат совест. Ние сме тие што го уништуваме имотот наш, што го користиме, што седиме, што меѓутоа ние сме првите што треба, а некои што немаат совест во себе, тоа е веќе друга приказна. Психички што не се нормален човек, тоа сигурно не би. А добро, ама имаме истата приказна и се повторува и со сметот. За сметот самите сме криви. А граѓаните сме самите криви. Тоа немаме култура, немаме што да кажем, култура. Важно од својот двор, од својот дом да го стврлиме ѓубрето, па каде отиде. Мислам, тоа само граѓаните, никој друг. Треба се позанимава со вандализмот, со уништувањето на урбана опрема, со фрлање на смет по улиците. Треба да се организира повеќе. А не се затвара очи на се и кога ќе се пријавиш во полиција, да пријавиш таков случај, кажува твоето име и презиме кој си ке живееш. Во однос на сметот по улиците, каде мислите дека лежи вината? Дали во луѓето? Самите луѓе. Тоа ти е лична култура веќе. Или ќе офрлиш туку, или ќе офрлиш на страна, трета нема до тебе. да треба малку посериозно со вандализмот да се позанимава, односно да го спречи. Да. Па говориме за уништување на јавен имот, на урбана опрема, на она што ние сме го платиле како граѓани. Треба. А зошто мислите дека не го прави тоа? Нема ресурси, еве сега ќе се вработуваат 500 нови полицајци. Знаеме дека има илјадници луѓе кои што се вработени како полицајци. Како е можно? Пушта полиција да водат сметка. Па да, понапред имаше и полиција по улиците. И не смеше никој да провали до онаде колку имаше по сигурност. Сега ништо нема. Посериозно треба да се позанимава со спречување на вандализмот. Треба. А полицијата треба малку посериозно да се позанимава со спречување на вандализам, уништување на јавен имот. Требало би. Добро, каде мислите дека лежи вината? Во неажурноста на полицијата кога се уништува урбана опрема, она што граѓаните го платиле, или пак во некултурата на граѓаните? И во некултурата на граѓаните. Младите се страшно невоспитани денеска. Наискрено ви кажувам. И болен човек да идат да видат во автобус, апсолутно не сакат да стане. Меѓутоа, мојата генерација, кога се школуваше и кога одеше, тоа не постоеше. И моралот им е на многу ниско ниво. Тоа е страшно. Децата од градинка ги учат
да не фрлат меѓу тоа ништо. Не допира до нас тоа и ние сме криви. Страшно е, сум седела во зграда, сега живеем во куќа, како се фрла од згради. Страшно голема некултура и сме запречени во ѓубре. Полицијата треба малку посериозно да се позанимава со спречување на вандализам, уништување на јавен имот. Сигурно. А кој мисли дека потфрла? Дали се работи за недостаток на култура на граѓаните или можеби Нема полиција, не доволно полиција има. Нема, ај погледни кај има полиција. А за таква работа треба да има чувари за зеленило, како порано што било. Значи, чувари за зеленило. Значи, чувари за зеленило. Ги имало и може повторно таа акција да направат. Значи, чува за зеленило. Не сеќаш? Значи, порано, јас се сеќавам на млади години, имаше еден босанец од Бркови, сите го знаат, не знам како се викаше, паркови зеленило, беше строг. Меѓутоа, тоа е жива вистина. Значи, не треба да газиш ова. Пак ќе кажат, имаше, ако се поминуваше преку улица, има тревњак. Треба да те моли, не гази ме боли. И кога сме кај комунална полиција, веројатно е тоа што го кажуваш и последниот граѓанин и сите други, чувар за зеленило, чувар за јавна чистота, чувар за на урбаната опрема. Имате ли вие се размислували некогаш на таков план да воведете комунална полиција? Добро, она кое што мора да се напомене дека тоа е во доменот на измена, односно воведување на нова легислатива и нешто кое што треба најверојатно да се покрене не само од градот Скопје, туку може би од ЗЕЛС како институција, да се достави до законодавната власт и да побараме таму поддршка практично да се воведе, за да може особено по големите градови каде што има таква потреба, каде што можеби капацитетите на полициските единици што се однесуваат до работата ваква теренска не може да ги задоволи потребите, да има таква можност, да постои таква можност, да има кој да се грижи за безбедноста на локално ниво и за сигурноста на граѓаните. Морам да напоменам покрај овие вандалски чинови со кои што се соочуваме, постојат и други поинакви проблеми со кои што се соочува градот, а тоа е, сум напоменала повеќе пати. Не само тука и воопшто сакам да го потенцирам дека се грижиме и за безбедноста практично на нашите вработени, затоа што и комуналните редари на град Скопје и инспекторите кои што работат од аспект на заштита на животната средина и оние кои што постапуваат секојдневно практично да се овозможува почитување на правилата во градот Скопје, се соочуваат во голем случај со изблици на насилство од страна на оние кои што ќе ги затекнат при вршење на било какво дело, особено во делот на оние кои што фрлаат отпад на недозволено место и креираат. Имавте вие скоро еден таков инцидент кога беа нападнати инспектори на градот Скопје и тоа нападнати со лопати со. Да, има повеќе такви случаи. Наша првенствено заложба е да ги заштитиме од луѓето, меѓутоа тоа може да му се случи на секој еден граѓанин кој што би сакал да пријави или да превенира и тоа е на кој што сакаме да го постигнеме. Сакаме да има начин како секој еден човек ќе биде заштитен, ќе биде безбеден, а исто така ќе биде заштитата на животната средина еден од приоритетите за да може да се превенира она кој што се случува во овој момент да не се случува повеќе. Тука спаѓаат и овие вандалски чинови кои што ги напоменавте пред малку. На повидок е се посериозна енергетска и економска криза. Енергетска криза особено е проблематична во овој период на годината затоа што доаѓаат, ќе завршат топлите денови, доаѓа есен, доаѓа зима. Универзалниот дистрибутер на топлинска енергија БЕК е пред губење на лиценца. Како градот Скопје ќе се снајде во оваа ситуација? Добре, ние во овој момент немаме никакви ингеренции. Оваа постапка на која што напоменувавте и јас денеска нешто прочитав низ медиумите дека има некаква постапка која што е покрената, меѓутоа нормално оваа постапка треба најпрво да се види дали каков завршеток има, понатаму исто така доколку постои расположение соодветно кај владата треба да се разговара и да се види какво решение би требало да биде постигнато од аспект на тоа да не се дозволи граѓаните во месеците кои што престојат после летото да не се соочат со
повторно криза што се однесува до испорачувањето на топлинската енергија. За Скопје ова е еден навистина проблем кој што треба да има трајно и системско решение. Верувам дека треба веќе од вчера, ако не од утре, да почне да се размислува на кој начин ова би се решило, доколку дојде до прекин на, односно планирате да го активирате на она лиценцата. предпријатие, ако не се лажам, или акционерско друштво основано од град Скопје, градски енергетски системи? ГЕС? Добро, тоа е едно доста проблематично. Не е тоа предпријатие, туку е акционерско друштво, кое што било формирано со некаква цел практично да превземе дел од обврски што се однесува на ова кое што пред малку го напоменавте, меѓутоа многу позначено е дека тоа досега генерирало само трошоци, а всушност немало никакви активности, односно нити можело да има никакви активности во оваа насока, затоа што, како што и самите знаете, ова е една област која што е регулирана во Македонија и не може да се работи на пазарот слободно, така да верувам дека треба да се отпочне со сериозни размислувања и со сериозни анализи кои би биле следните чекори кои што би требало. Добро, мислам дека тука би требало малку и владата да излезе во пресред. Мацек би било неотесано оваа влада да не помогне на едно такво предпријатие за да обезбеди топлинска енергија на градот Скопје во ситуација кога имаме енергетска криза. Мислам дека Добро, сега енергетската криза е нешто што сите ги засега и верувам дека во овој момент ситуацијата со стојбата е комплицирана навистина, затоа што во изминатата гредна сезона имаше навистина големи проблеми што се однесува до до делот што е на затоплувањето, односно топловодната мрежа во градот Скопје. И покрај тоа што ова е проблем само на метрополата, сепак сметам дека решението кое што ќе се донесе ќе треба да биде трајно, затоа што до сега доволно време се имало и да се размислува и да се носи решение, меѓутоа и нешто кое што треба да престане во пракса, а тоа е изворите на енергија кои што ги имаме во Македонија не треба да бидат давани под вакви концесии на мислам, според мене тоа е нешто кое што е навистина од национален интерес и треба да се погрижи самата држава да биде во рамки на она во кое што државата ќе го стопанисува, затоа што не може све да се приватизира. Значи, некои работи се клучни и треба да бидат, верувам, делот на управувањето треба да биде во рамки на националниот интерес. Добро, некој правеше бомбона бизниси со ЕСМ, со да не навлагам у таа тема, ќе ја превземам емисијава. Да се префрлиме на тема која што беше од интерес на граѓаните минатата недела, веќе имате решение, започнато е чистењето на каналот на улица Загребска. Тоа е од делот во општина Карпош, од болницата Козле надолу кон Двајлени. Отпочнати се повеќе акции и тоа континуирано се одвиваат во делот на чистење, она кое што би требало да превенира практично да се случуваат такви поплави или нешто кое што ќе предизвика проблеми, особено наму каде што е детектирано назад години дека постојат веќе предизвици кои што не можеле трајно да се решат. Она кој што морам да го истакнам е дека во делот на водовод и канализација јавното предпријатие по налог на градот Скопје во изминатите неколку месеци редовно од аспект на тоа што им бевме соочени со временски услови непогоди како што е обилни врнежи, работеа на тоа да сериозно биде санирана состојбата на терен, особено во делот на сливниците, и тоа е нешто кое што треба да биде редовна пракса, значи не треба да се прави само еднаш или два пати годишно, туку треба континуирано да се спроведува и нема на тој начин да се дозволи, односно ќе се превенира да настане таков случај како што имаме, а верувам дека во следниот периоди со на кој што ќе се работи на терен во делот на изградба на нова атмосферска фекална канализација и во делот на санација на кој што го имаме како пустена на теренот каде што било проблематично, ќе решиме многу од проблемите кои што се имале досега. Имате ли решение за улица Загребска? Улица Загребска е нешто кое што одамна требало веќе да биде разрешено, тоа кажа во интерес на граѓаните, не само на дечињата кои што одат во детската болница Козле, за нивните родители, туку и за сите граѓани на Скопје и пошироко на Македонија кои што таму ги користат услугите на
ова установа, треба да се помогне да се санира овој проблем кој што го има. Таму знаете и самите дека навистина е лоша моменталната состојба. Ова е општинска улица која што сметам дека со меѓуопштинска соработка треба да се случи договори, треба да се отпочне со реализација. Тука веќе сме во фаза на доставување, односно се достави барање од страна на градоначалникот на општина Карпош. Колку што знам, решението веќе е изготвено и ќе се пристапи кон тоа овој потек во делот на Карпош, односно улица Загребска, да се реконструира. Ќе преминеме на прашање со гледачи, малку сега в политика, но ќе оставиме тоа за следната емисија. Прашање од гледачи, делот помеѓу Хиподром и Илинден, кога се планира да се реновира и да се прошири? Добро, оној дел кој што е во рамки на генералниот урбанистички план, таму можеме да постапуваме. Ова кој што е во делот на Илинден е веќе надлежност на градоначалникот на Илинден и тоа не е под град Скопје. Тоа не е под градот Скопје, така да одиме по приоритети, одиме по оние работи кои што прво биле во програмските определби кои што беа ставени во програмата, понатаму решенија кои што се долгогодишни трайни, меѓутоа кои што се од круцијално значење за подобрување на квалитетот на граѓаните, меѓутоа и оние кои што навистина се од делот на нешто кој што им е неопходно на граѓаните да функционираат, особено во делот на фекалната атмосферската канализација, да имаат вода за пиење, исто така питка граѓаните во секој дел од градот Скопје, затоа што видовме во изминатите неколку години дека има повеќе населени места каде што особено во летните месеци нема вода за пиење од време на време, меѓутоа исто така и од дотрајаната водоводна мрежа, постои исто така и голем дел од градот кој што поради дефекти континуирано не се снабдуваат со вода и ова мора да прекине како пракса, тоа е се заради тоа што не било доволно инвестирано во изминатите години. Се работи на решавање на сите проблеми постапно, верувам дека граѓаните се свесни дека не може се да се реши за 7 месеци и активно работиме на креирање на проектите, меѓутоа првенствено пред се посветени сме на реализација на она што е програма на градот Скопје, односно на кое што било ветено да се реализира. Бесплатен јавен превоз, 3 прашалници. Јас колку што знам, воведовте бесплатен јавен превоз за пензионери, студенти и средношколци. Граѓаните морам да повторам повторно, значи кој е оној кој што манипулирал дека бесплатен јавен превоз ќе има за еден ден, навистина треба на него да му се обратат граѓаните, затоа што со лаги и со такви манипулации никој не би смело да функционира во јавниот простор во Македонија. Во програмата за модерно Скопје, во на кое што јас го кажував, постојано го потенцирав, дека тоа ќе се воведе етапно во фази со период на прилагодување и тоа од аспект на тоа дека прво треба инфраструктурата да се прилагоди, второ оставено јавното сообраќајно на предпријатија во милионски долгови, оставени се возниот парк, односно автобусите во девастирана состојба, особено дури и оние кои што се од поново производство 2019 година не биле редовно сервисирани, не било водено грижа, така да бесплатен јавен превоз без да возможите да има доволно автобуси кои што може да се обраќаат по сите релации кои што се неопходни граѓаните, да се воведе повторно инфраструктура за да може да се движат, особено оние кои што се електрични автобуси, а едновремено да се набават и поголем број на екоавтобуси кои што ќе бидат на ЦНГ погон, значи ќе се воведе бесплатниот јавен превоз токму онака како што било ветено во рамки на предизборието, а тоа е етапно на фази и тоа пред истекот на втората година од мандатот. Веќе имате дел од тие етапи воведено? Се отпочнува, значи со етапите, следно е она кое што го кажуваме во делот на модернизирање на возниот парк и во зголемување за да може да функционираат овие делови, затоа што јавниот превоз не е само да го воведете, тој треба да се сообраќа навремено, да биде брзо, да биде ефикасно, да биде временски интервали кои што ќе ги задоволуваат барањата на граѓаните. Сега во овој момент вие гледате и самите во каква состојба е оставено јавното сообраќајно предпријатие. Значи има линии кои што во моментов со часови ги чекаат граѓаните. Има линии кои што поради дефекти на автобусите кои што се оставени во катастрофална состојба воопшто не ни тргнуваат од наутро од депото од каде што започнуваат. Значи самото сообраќајно предпријатие е во девастирана состојба, значи руинирано.
кој е оној кој што лаже дека нешто може за еден ден да се промени, тој навистина нека му служи на чест тоа што го промовира низ јавност. Секој еден кој што ја има прочитано воопшто еднаш програмата за модерно Скопје, таа се погрижевме до секој еден дом да пристигне, секаде ја презентиравме активно. Верувам дека граѓаните знаат дека тоа кое што е ветено тамо дека ќе биде реализирано, меѓутоа токму онака како што е ветено дека ќе се реализира. Ниту ден порано, ниту ден подоцна. Следното прашање е што бидна со парите од градска куќа? Мислам дека се однесува ова на оној скандал кој што го откривме. Пари од градска куќа немаше. Значи во буџетот на град Скопје најверојатно тоа кое што било влезено си е во редовниот буџет и си е потрошено. Градот Скопје, јас како што и кажав досега, се соочи со таква состојба да е предзадолжен и да има навистина голем број на недоспеани побарувања, особено во делот на склучени повеќе годишни договори каде што имат заробени средства, кои што не може да се користат за други проекти. Нормално, овие кои што се отпочнати без соодветно планирање. И во делот на тоа не би коментирала повеќе, си има институции кои што треба да ги разгледуваат овие предмети, кои што треба да ценат што и како треба да се работи. Тоа е на институциите кои што постапуваат. Јас колку што знам има нешто кое што е активно и тоа оставиме да не прејудицираме, нели нормално. Следно прашање, кога ќе се испрати инспекција на кеот на Вардар? Има многу мотори кои возат диво и многу куќиња кои слободно шетаат без маски и вршат нужда на патеките на кеот. Дори тука повторно треба да има посилна акција што се однесува до Министерството за внатрешни работи, особено во овој дел каде што е недозволено движење со моторцикли, тоа е веќе до сообраќајната полиција или градска полиција која формира. Па добро, сега во овој момент ја нема, значи би требало редовно институциите да работат на тоа да се санира овој проблем кој што го има во секој случај за да се заштити и безбедноста и сигурноста на граѓаните таму. Меѓутоа и нормално од тој потег е практично за слободно движење на граѓаните пешки или со велосипеди и верувам дека не треба да се дозволи да има сообраќање со моторцикли и со било какви други возила таму. Од сите проблеми што досега ги дискутираме и прашањата на гледачите, мислам дека градска полиција е нешто што е неопходно на градот Скопје, но ајде за другата емисија ќе оставиме малку да доставиме простор да видиме дали ви имате план, проект и програма тоа како да се изведе. Кога ќе се реконструира главната улица Буталска? Главната улица Буталска е во втората фаза, значи тоа е практично од 1 јули. Мислам дека некаде отпочнува реализација, односно отпочнува. Како што знаат всушност самите граѓани го најавивме ние овој проект. Отпочнавме со проектирање, односно со изготвување на проектната документација, отпочната е постапката, односно јавната набавка за извршување на реконструкцијата и некаде после 1 јули, значи во втората фаза е тоа, од 1 јули до 31 јули, практично ќе се реализира реконструкција на Буталска. Тогаш отпочнува, значи да не свати некој погрешно дека во тој месец ќе биде завршена, затоа што имаше и многу бројни такви манипулации. Сите овие постапки имаат своја временска рамка кога се отпочнуваат и колку период има оној кој што практично ќе ја врши реконструкцијата да ја заврши, значи отпочнувањето е некаде од следниот месец. Сега прашање до каде е кружниот тек кај Хубо маркет? Кружниот тек кај Хубо маркет, значи тоа е една проблематична ситуација, повторно оставена со бројни проблеми, исто така има проблеми со експроприациите и нешто кое што е доста комплициран и доста обемен, голем проект, како во сума на инвестиција, исто така и во бројка на проблеми кои што се од имотно правен аспект и е еден од оние предизвици кои што ги набрав при почетокот, односно кои што не би требало да се отпочнат со реализација пред да се заврши, на кое што на терен може да представува потенцијално голем проблем. Административните работи се соочуваме во моментов со состојби каде што фронтна работа има до толку и доколку останатото не се разреши, вие не можете да продолжите, а веќе таму е отпочнато со градежни активности кои што треба практично да се остават на половина. Работиме на тоа да се санира, да се разреши се она кое што е возможно во меѓувреме и верувам дека ќе продолжиме со реализација на сите оние проекти кои што биле започнати од претходно, а се во интерес на граѓаните. Имате 3 сугестии. Да не се толерираат приватните автобуси, стари валкани возила, лудовози и неземање патници на станица. Имате начин да ги санкционирате некако?
знаете како сите овие работи треба да одат од аспект на пријавување, а второ во делот на сообраќањето практично. Исто така повторно морам да кажам, делот сообраќајната полиција треба да биде вклучена. Кај нас има инспектори кои што се во делот на сообраќај, меѓутоа многу сме лимитирани во делот на човечките ресурси и се работи по-конкретно повеќе на да се отстранат од движењето оние возила кои што се нелиценцирани, односно кои што се обидуваат да се обраќаат низ градот Скопје без да поседуваат соодветна документација за истото, меѓутоа кој што е во ингеренција на градот Скопје на но не земањето на патници. Тоа треба да оди по пријава на граѓаните и секако во секој еден случај кога ќе има нешто вакво треба да се соодветно да се постапува. Во секој случај ова е еден од периодите кој што навистина е критичен, се работи за период кога не само што се соочуваме со една енергетска криза, каде што нели нормално имаме проблеми во делот со енергенците, меѓутоа исто така и приватните превозници се соочуваат со истите овие проблеми. Се обидуваме заедно да ги надминеме и ќе се обидеме исто така и на нив да им помогнеме во следниот период за да може да работат, односно да функционира, затоа што и тие се еден дел од скопскиот јавен превоз и верувам дека се обидуваат во оваа криза да вршат својата дейност, односно својата работа најдобро што можат во интерес на граѓаните. Нормално дека секогаш имало и ќе има проблеми, не може никој да изнајде решение за еден ден или за неколку месеци, особено имајќи во предвид во каква состојба е затекнат градот, меѓутоа јас верувам дека со здружени сили и со малку трпение дека се може да се постигне. Следна сугестија е дали може да не се коси трева во викенд, сабот и недела кога цело Скопје е во градски парк. Верувам дека може и добра е сугестијата, да, ќе ја пренесеме на јавното предпријатие Паркови зеленила и на директор. И уште едно укажување имате, комунална хигиена, слабо чистена улица Рузвелтова во делот на фабриката Треска. Ќе пренесеме исто така на комуналното предпријатие и верувам дека ќе постапуваат, тие се во консолидација и сметам дека добро се движат работите, верувам дека има позитивни исчекари што се однесува до јавното предпријатие и комунална хигиена и дека тек доправа ќе доаѓаат кој ќе излегува квалитетот практично на површина во делот на она кое што е консолидација, односно реорганизација и оптимизација на процесите во самото предпријатие. Градоначалничке, еден час отчет за сработеното и за идните планови. Ви благодарам на уште една емисија, уште еден вака исцрпен отчет за тоа што е сработено и што ќе се сработи и на можноста на граѓаните да им овозможите да ви постават директно прашање. Ви благодарам многу, ви благодарам прво на можноста, на поканата, би сакала исто така да им се заблагодарам на граѓаните затоа што секогаш даваат навистина конструктивни предлози и нешто кое што е добро да се слушне затоа што не секогаш може да се постигне и секаде и во секое време да се знае што се случува и многу е добро кога успеваме практично искуствата кои што ги имаат и секојдневните проблеми кои што ги имаат да ги слушнеме и да имаме можност да постапуваме по нив. Вас, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечерна гледате во голем број. Следете Инфомакс, читете, добивајте информации без цензура, секогаш први. Среда, тешки умовите со Стефчо Екимовски, петок, тешки умовите со Палчо, недела со Јанко, следната недела повторно отчет. Во меѓувреме, очекувајте на Инфомакс да прочитате за уште еден рекет скандал с малку поразлични лица овој пат. Новиот рекет скандал ќе очитате во наредните 2-3 дена. Тоа вака можам да ви го најавам сега, а ќе го дискутираме во првата следна прилика на тешки моменти. Поздрав, убава ноќ и штедете пари затоа што има економска криза.